Ги поздравувам сите присутни, сите пријатели, сите македонци што на ваков еден ден се подсетија на македонската култура, на македонските личности. Тоа е тоа лице, Аристотел. Аристотел кој што со својата благост, со својата умност, со својата питомост, со својата строгост го образува светот. Прилеп, овој град херој, овој царски град престолнина на многу македонски цареви. Многу е значаен. Овој град прв пат го подигна во Македонија во 700. Аристотел трајно, милениуми пред Александар го освои светот со науката. Жалостно е тоа што се уште и до денеска македонци прашуваат: зарем Аристотел не е грк? Не е. Дури од Америка ми поставија вакво прашање: како можел да биде македонец? Ако Аристотел бил македонец, кога дошол во Атина, ќе го убиеле грците. А јас им викам: ако Аристотел бил грк, кога живеел, се родил и работел во Македонија, ќе го убиеле македонците од исти причини. Фактички, денеска се уште преовладува прашањето кој е Аристотел и ние сме во име на генерациите, на поколенията, еднаш за секогаш да го расчистиме тоа и да кажеме дека Аристотел е најголемиот македонец кој што се родил во Север. Аристотел не е сам. Прочитав дека за Демокрит е речено: Демокрит е Аристотел пред Аристотела. А тоа значи, ние мора да ги бараме многу длабоките корени назад во милениуми. Ние мора да тргнеме од Македон. Тој Бог, кој што прв пат може да се смета дека еден народ, три милениуми, 3000 години и повеќе, го носи името Македонија према својот Бог Македон. Кажете ми друга држава што име има како Бог и тоа толку долго континуирано време. И истиот тој Македон бил татко на Аполон, на Артемида, на Лин, музичари, на Орфеј, пеачот, на музите, на сите тие митолошки поколенија, што го обдариле, што го подучиле македонскиот народ. Па, школата не почнала со Аристотел, почнала со Македон. На македонски, Алегазбор, од цара Јоротарот, жена од кој марксизмот го пренарача. Имал среќа да живее, да се роди, да работи во Македонско царство, на дворот на Аминта, каде што се родил Филип, врсник на Аристотела. Постоеле сите услови за образование, престоеле услови да се школуваат луѓето, децата и тоа во сите области. Тоа се далеку пред тоа, уште пред Филип, пред Аминта, пред Архела, присутни школите на македонските дворови. Ако сакаме да правиме разлика, што е тоа што го дала Грција и што е тоа што го дала Македонија на светот, има големи разлики. Тоа што се однесува на Грција, тоа е таја чувена демократија, тоа е самиот Перикле како вели, тоа е власта на народот, на луѓето. Таа демократија, демосот, кој биле? Тоа биле собрани, дојдени, разни пирати, разни ослободени робови, злочинци и сите други што ги не паѓале македонските градови. Така била нападната и Атина, која што била во постаро време македонски град,
македонско култно место на пелазгите. Али тие демократи не можеле да напредуваат онака како што Македонското царство, со македонските престолнини, со македонските школи, со македонските способни луѓе. На Перикле му текнало, после еден пораз, со раководителот, и то филозоф на островот сам, каде што Перикле лично учествувал. Тој бил така заобиколен, таква тактика примениле македонците од островот сам, што ја заробиле целата негова регата, сите бродови, од вајне кои се спасиле и поголем број биле уништени. По подручјат Перикле, да не навлегува во туѓи македонски води, острови, земји и градови, од сам луѓето му ставиле жиг, печат со буф на атињаните и ги пуштиле да одат назад од кај што дошле. Тогаш Перикле рекол: наука ми треба, наука, знаење, закони, треба подобро да се организираме. Одете сегде по светот и све што сме нашли, тоа све што украле, што оплячкале. Зашто Атина на тие стени, на тие песоци, на таа солена вода не можела да произведува. Се црпела, крадела, земала и тргувала низ македонските богати царски градови. Отишле и почнале да ги собираат учените луѓе. Така во средината на пет, насред Атина, се нашол Протагора, Анаксагора, Каликле, Продик, се нашле Сократ, се нашол Емпедокле, се нашол Ѓорѓија. Сакам да го спомнам тоа македонско име на оратор. Софистите се први учители. Софист значи учител на мудроста. И кога дошол Ѓорѓија од Ламсак, тој дошол од Сицилија. Дошол само еднаш во Атина и собрал толку многу пари, толку многу злато со тоа, да си посветил дал да му се изработи златна статуа и да се постави во Делфи. А потоа и во Олимпија пронајдена е златна статуа на македонец на Ѓорѓија, кој што е учител на Исократ, кој што е учител на цела една низа македонци во говорништво, како што и Аристотел го користел Ѓорѓија по методологија на работа. Ѓорѓија има напишано книга за говорите, иста таква има и Аристотел. Што значи говорот, како да се изложи, како да се постави проблемот. Кога доаѓа еден ученик и му вика: поучете ме мене, убаво да зборувам и да го бранам правото. Он му рекол: не може. И он скокнал и рекол: како не може? Јас сакам да платам, јас сакам да бидам учен. Сега може. Многу е важно тоа што сакаш да го кажеш, како кажеш и како ќе го пренесеш на другите и како ќе го примат останалите. Тоа е основниот принцип во тоа македонско образование. Ѓорѓија живеел во Пела, живеел во Лариса, бил пријател на Еврипид, бил пријател на Хипократ, бил пријател на сите македонци, Агатон, Зевкис, кој што Архиле ги собрал на дворот да ги спаси од тоа што демократите во Атина, кога го користеле нивното учење и знаење, и требало да ги платат, ги прогласувале како странци, како метоци и ги убирале за да не му платат. И така надуша се земени голем број луѓе интелектуални. Самиот Фидие, самиот Протагора, па Анаксагора, па Продик, па така. И сите осудени се со САБ-а. Тоа е, не ги почитуваат боговите на Атина. Што има? Странци луѓе, македонски, учени, образовани, филозофи, уметници, да почитуваат туѓи атински богови измислени, кои што немале Библија, немале Тора, немале никаков запис на свети книги, како што го имале тоа македонците. И уште од најстари времена. На ваков начин обвинети и Аристотел дека не ги почитува боговите. Значи, тоа било клише, рецепт. На интелектуалецот, на учителот, на просветителот, дека е против атинските богови, не му гини кукута. Тоа е класичниот
отров што го давале, го понудувале на сите филозофи, претежно на софистите, дека тие први стапнале на еден ризик да ги описменуваат атињаните. И тие биле првите жртви и недогледни жртви. Што се однесува македонските школи, една држава, толку многу богата, да го земиме само Филиповото царство, само од Пангај, 10 пати повеќе, дневно добивал злато, што било околно од сите други околни градови и држави. Вакви цареви, како Архела, како Аминта, како Пердика, како предходните, нивни дедовци и прадедовци, вложувале во образованието и правеле палати, правеле лицеуми, правеле гимназиуми, правеле стадиони, каде што и војската, и народот, и уметниците се школувале на државен начин, на државен трошок. И нормално е дека Аристотел имал свој школи. Таа академија, што му ја припишуваат како школа на Платон, копано е 50 години, ништо не најдоа, едно парче керамика. А пете што е во стигара? На едно олкаво парче најдени се 48, можам да речам, живи статуи. 28, тоа се музи, богови, богинки, од Херакло, од Аполон, од Артемида, да не ги набројуваме сите тие. Тоа мене многу ме подсетува на обеќањето што го даде Филип, рече вака: ми се роди син, коњите ми победија на Олимпија, должен сум да направам комплекс на градови каде што ќе се школуваат царските другари, генерациите. И кај се тие градови? Никој не сака да каже. Цел прстен, Хераклеја, ете е Персеуки, еве го во Бонче, како иде на 4-5 километри, тука е Пелагонија, па Стибера, па Алкумена, па Хискана, еве го прстенот на Пелагонија. Никој не можел на Македонија ништо да ја оспори додека не влезел во Македонија, па и турците, па и сите останали, али не можат грците да влезат. Ни србите, ни буганите. Додека постои Пелагонија, тоа е ставно обновување на македонскиот дух, на македонската култура, на македонското образование. Што се однесува за сето тоа финансирање, како да биде направено. Еве видете ги сега сите градови, од Гевгелија до Охрид, во сите ископини, што све е пронајдено, колку артефакти, колку скулптури, колку пари. Парите, тоа е еден непобитен факт, една фактичка состојба што пред него занемува светот, дека и боговите ќе занемат пред вистината. На секоја пара пред 2700 години постои македонски лик на цар, постои писмо, постои сонце, постои орел, постои коњаник, постои оружје, постои се тоа со што се служеле македонците. Кажете ми еден град, една држава, едно место што има музеј, а не почнал со македонска пара, зашто пред неја немало такви. Македонците се први во се и во парите. А парите, тоа е та економска моќ што возможувала да се врши размена на идеи, на стоки, на образование, на луѓе, на трговија, на се. Преку парите, тогавашните цареви за иднината, за нас, ја напишале историјата. Во парите треба да ја читаме. На исти начин, за нас пишувал Аристотел. За нас достатни се сега неговите дела и наше е да си го сакаме, да го браниме, да го потврдуваме дека е македонец. Во 300 тоа е царско семејство. Оваа статуа, кога е пронајдена, цел свет скокна, колку е накиздена, целиот во прстени, во злато, во раскошна хламида, во наметка, царски човек, какви што биле
и другите, ќе ги спомнеме, македонски царски филозофи. И рекле, ова не му личи на еден филозоф, требал да биде поскромен. Оваа статуа, јас ја имам и во боја, и ќе ја дадам и сите други што сум ги собирала и цртежи, за најдобро да се представи ликот на најголемиот македонец тука во Прилеп. Аристотел, вака одгледан во царското семејство, во царските престолнини, рано останал без татко и него Проксен, некој роднина, му станал старател. И Проксен како старател се грижел за неговото образование, за неговото патување и не е точно дека баш во тие години, во најкритичните години, кога Филип водел војна со сите приморски градови, дека Аристотел отишол во Атина. Тогаш кога Демостен најжестоките Филипики ги искажувал против Филипа, дека Филип Аристотела ќе го пуштел таму. Филип направил нешто друго. Хермија. Тој е еден локален крал, принц во Тројада, во Ис. Тој го испратил Аристотела таму. Таму се сретнал и со повеќе македонски учители и Хермија му дал градот Ис да биде лицеум, школа, филозофија, филозофско седиште. Тој е далеку постар гимназиум, лицеум и било која школа пред Аристотел да го отвори лицеумот во Атина. Аристотел првпат стапнал во 335 година заедно со Теофраст, придружен со Менон и со цела тајфа македонски и учители и филозофи, и тие таму изградиле своја македонска школа. Кога умре, кога почина Александар, се сетија во Атина дека Аристотел е зет на Хермија, на кој што му напишал Теан и на кој што благодарница му оставил во Делфи, се сетиле дека тој е царски човек, дека ја застапува Македонија во име на Антипатар, и се сетиле дека секојдневна била врската на Антипатар Аристотел во однос на школите и постои едно сочувано писмо. Во тоа писмо Аристотел вели: морам да ја напуштам Атина со се што имам, со сите книги, зашто втор пат, како со Сократ може да се огрешат и се огрешија, и истата таја година. И на Сократ му ја дадоја таа кукута. Али, во исто време, има некој уравнотежување. Антипатар ја прати стражата по Демостен. Тој се сокри во храмот, дека храмот нема да дозволи да појди жив човек, мислам, да испушти душа. А војниците му е дадоја кукутата. Кукута умре и Демостен. Зашто тој уште повеќе се огреши кон македонците, не само кон Филипа, и кон богатството што Филота сакаше да го сокрие како благајник на царската каса, што почна да ја растура, раздава насекаде. Александар рече: побарајте го, казнете го, Филота, земете го целото тоа азно, вратете го таму каде што му припаѓа местото. Антипатар беше немилосрден, веднаш ја испрати стражата. Али организацијата на македонската безбедност, на македонското делување зачудува, зашто се врши поврсување на сите овие школи каде што постоеле со македонци. Тие од островите, во Митилена, во Лез, во Сам, тие во покрај Јонскиот брег, таму се до Ист, кај со Хермија, се здружили со Филип. Тоа била македонска предстража која што одела против персијанците. Тоа било и со Мавзов, во Халикарнас. Филип одел со тие царски луѓе во тие одредишта и се подготвувал како да го поддржат кога македонската фаланга ќе помини на азиско тло. Али оттамо грчките, тоа се атинските демократи, цело време
ги подгонуваме. Ќе дојдат и ќе си направат населба мала, ги тероризираат македонските учени луѓе. Така Питагора со 40 ученици отиде под Пелопонес во Тарин и таму беше запален во училница со сите ученици, убиен. Така беше Емпедокле, Протагора, Анаксагора, Емпедокле, Демокрит, сите тие носеле царска наметка. Кога го турнале Емпедокле во вулканот во Етна, останала само една златна сандала од животот и работата на тој учен филозоф од времето на софистите и на Аристотела. Ваквите прогонувања, кои што оделе целиот тој беломорски круг на островите и на градовите, продолжувал и натаму, насекаде, кога год тие можеле, атињаните одма скокале, нешто да грабнат, нешто да уништат, нешто да убијат. Али, Аристотеловиот живот од Пела продолжил во Ис, па продолжил во Лес, па продолжил кога се вратил во Пела, кога дошол по покана на Филип. Таква покана постои, тоа е званична покана, како сите овие покани што сега ние ги добивме. Една државна установа, една институција, едно царство, канцеларот, умниот, тој е секретарот на царот, му испратил писмо да дојдеш и да го подучуваш син ми. Зашто тој пред тоа подучувал други. На Иска Хермија се оженил, таму му се родил и еден син. Потоа роден е од жената Ностагира, синот Никомах, како што се викал татко му, дедо му, прадедо му, како што се викаа сите потомци во Македонија. Од таму ќе ги бараме фактите дека е македонец Аристотел. Зашто све што ние денеска правиме, тоа го правеле македонските филозофи, македонските луѓе по светот. Кога дошол во Атина, тој останал до 35-та година, кога дошол во Пена, отишол после 12 години, кога Александар тргнал да оди низ Азија, тој останал да ја зачврстува македонската култура и филозофија. Али тоа не значи дека тоа била атинска школа, дека грците имаат право на тоа, никакво право. Се обидел Демостен да го критикува Ескин, кој што бил промакедонски настроен. Од сите филозофи. Тој во своите книги оставил голема заоставштина. Тоа може да се каже дека е најстарата енциклопедија на целокупното научно сознание во светот. По негов пример се прават денешните енциклопедии. Се почнува од космосот, од природата, од живите суштества, од човекот, од државите, од филозофијата, умот, творештвото, уметноста, применувањето на градежништвото и се останало. Тоа е систем на мислење, тоа е систем на живење. Тој систем во науките го дава Аристотел и тој почнува со логиката. Најважна наука е логика. Тоа е орадие на умот. Со логиката ја гледаме вистината, али и укажал какви се можат недоследности да се сретнат. Аристотел ги формира науките со тоа што до тогаш било кажано, тој го средува со своите ученици и кажува: така рече Хераклит, така рече Демокрит, така рече Питагора, така рече Емпедокле, така рече Каликле, така рече Трасимах. И следувајќи ги нивните учења, на крајот ја изложува својата филозофија. Светот се состои од 4 елементи: земјата, водата, воздухот и огнот. Тие 4 елементи варираат, дали се материјални, дали поминуваат во духовност, што е душата, од каде духовност, од каде е свеста, сето тоа. И Аристотел успеа во своите списи да даде одговор. Материја од тие 4 има и 5. Тој е етерот во кој што се одвива таа енергија, тој дух, тоа движење.
а движењето му е собствено и на најпростите и на најсложените елементи. Се почнува од најпрост ентелехија. Тоа е предмет, материја, која што може да се развива, да се усовршува, да се појави од јајце, ембрион, па да се појави птица, да се појави животно, да се појави човек. И најсложно, највисоко организираната материја кај човекот, мозокот, со кој што мислиме, а со мислењето се враќаме во космосот, во природата, во предметите, да ги уредиме, да ги искористиме, да ги средиме онака како што треба нас да ни служат. Тоа значи науката за човечкото мислење, науката за природните науки, за природата воопшто, наречена физика, па на науките за филозофијата, системот на сите дотогавашни искажувања што биле за светот, па потоа политиката, па уметноста, поетиката, сите тие книги, ни кажуваш списите, етичко-естетски, психолошки, тоа е така и на психологијата, и на логиката, и на физиологијата. За физиологија, за психологијата има многу откритија што до ден денеска може да се најдат и се пречитуваат. Не се кажува дека се негови образложувања. Парче по парче се одземува и се пречитува да се намали неговата големина. Нас ни се паднала честа да го вратиме се што имало на Аристотел. И во учењето, и во животот, и во заслугите за Македонија и македонскиот народ. Аристотел вели, многу се горчиви корените, али многу се слабки плодовите на образованието. Го прашваме, што е ова народот? На секој питач му дава лепи пари. А што не му даде на некој филозоф до него? Аристотел вика, народот е суеверен, се плаши да не стане питач, а никој не се плаши дека ќе стане филозоф. А филозофите од тогаш до денеска се гладни. Ги нема тие македонски цареви да му градат школи, библиотеки, да му даваат цела една плејада на луѓе што ќе систематизираат, помагаат, пишуваат и пишуваат. Се извинувам, можда бев малце пообширна, сакам да кажам дека на плеќите, на грбот на Аристотела изкачени се сите славни луѓе во светот. И во медицината, и во природните науки, и во религијата, и во филозофијата, сегде. Што се случило тоа? Никогаш не може да сгине тоа гениално дело. Списите на Аристотела, кои што препишувани и пишувани се складирали и се носеле во сите Александрии. Има разни делови, разни начини, разни методи по кои што тие се враќале назад. Ниту Цезар, ниту арапите, ниту турците ставеле да ги горат тие библиотеки, не успеале умот македонски да го изкоренат. Комплетен е. Еве го, со вика. Веднаш по римското освојување се праќаат луѓе во Александрија. Тоа се 400-500 години и повеќе, сите што се школувале, морале да поминат низ Александрија, дека немало друго писмо, како што немало други пари освен македонските. Немало друга метода, немало други книги, немало други палати за школување, какви што македонските цареви и македонската држава ги градела секаде каде што стигнувала. Али тогаш ќе се појават веднаш со описменувањето на тие нови луѓе и нови освојувачи и преправање. Без обзир колку се преправаат сите списи и сите книги, тие кристално чисто се поминаја и стигнаја во Ренесансата, па
пак во Рим. Не е точно дека Авицена, Вероес, Мојмоник, преку евреите, преку преселбите ги донеле во Холандија, од Холандија Шпанија ги протерувала тие учени, тие не били учени, туку си биле трговци евреите, како што биле иста и потоа. Тоа е начин да се покаже некој нереален пат, како преку Африка, преку Мавританија, преку Шпанија до Рим стигнале учени луѓе и тие го возобновиле античкото знаење. Тоа се истите книги што Ватикан ги заклучувал. Па по некој ги нашле. И затоа и исто како во Атина, пред 1400 години, ќе паднат многу глави. Никола Квизински, Коперник, Галилео, Руџер Бошковиќ, Бекон, сите тие ќе бидат прогонувани, осудувани безбожници. Зошто? Ако тие биле безбожници, требало Бог да ги казни. Што измислиле аутодафе, инквизиција, ги палеле, ги гореле, за побрзо да му помогнат на Бога, да не се дојде до вистина. Али истата таа вистина ќе проверува низ сите натамошни школи. Шпиноза, Лајбниц, Хобс, Томас Мур, Кампанела, сите тие го покажуваат тој истиот дух. И ако се види таа интерпретација до Ниче се прават обиди, Ниче ја превзема филозофијата на Сократ и се појавува како нешто ново. Ништо ново нема тука. Нема ново нико. Кај Кант, кај Шелинг, кај Фихте, кај Хегел. Хегел само вртува методата на македонските школи со прашања. Али тој место поставува теза, антитеза и синтеза. Тезата за него е духот, место да почне редоследно, како што почнал Аристотел, од најпросто до најсложно, до највисоко развивање. А тоа е материјата, во материјата физиологијата, физиолошкото, сетивното, умот и свеста, и од свеста назад, пак во проверка на праксата. А Хегел вели, ќе тргнеме од чистата идеја, која ќе се антиципира во природата па во духот. И кај него ќе се развијат такви струења, физички школи, што Ленин за Беркли ке речи, еве ни филозофи што мислат без глава и без мозок. А тоа е, дават мислење кое што соло ипсен постои пред сознанието, пред човекот, пред се. Не може прво да постои мислењето. Прво постои човекот што го мисли тоа мислење. И целокупното образование е да се пренесе тоа мислење преку писменоста. Заради тоа што има безбројни фази што треба уште да ги испитуваме во писменоста. На писмено се пишувале Аристотеловите дела, на писмено се пишувале наредбите на царевите, писмено се пишувале рецептите за лекување до ден денеска во манастирите, каде што ги најдуваме стари, прастари лечења со билки на кои што сега новата медицина се почесто се навраќа. Тоа значи дека во Македонија ништо не одело само. Оделе генерации, оделе тајфи, оделе школи, оделе цареви, одела фаланга, оделе филозофи, научни луѓе, образовани луѓе и сето тоа представува една целина. Македонија мора да ја составиме во нејзините цели делови. Кога тоа ќе го направиме, ќе видиме дека освен Аристотел имаме уште многу големи луѓе што го задолжиле светот и ден денеска го задолжуваат. Јас бев во Канада и таму од другата страна на Нијагара ја видовте таа прва во светот изградена хидроцентрала. Јас почнав да ќе прекам и видов дека Тесла е македонец. Роден е во Извор. Во тој музеј има писма на македонски пишувани до роднините во Велес. Ајде да почнеме сега да шепкаме те за Амштайн, те за сите останали видни
личности, историјата во филозофијата, во политиката, па ќе видиме дека сите соседни народи се ослободувале од турците под македонско раководство, со македонски војводи, со македонска тактика и се бореле така како што и Крали Марко, и Ѓорџ Кастриот, и бранителите до ден денеска. Тоа се македонци. Кога ја добив поканата, ја погледав, се замислив и се зачудив. Како досега не напишав книга за Аристотел? Не за месец дена ќе имате на рака. Браво!